Запуштена продавница со ресторан од времето на колективот. Полураспадната куќа која некогаш служела како пошта. Трошни живеалишта. Тоа е денешната слика за селото Конопиште. Иако повеќето жители на ова село, сместено во прегратките на планината Кожув, одамна ги напуштеле родните огништа, тие што останале тука го сочувале својот оптимистички и весел дух. Спремни се во секое време да се пошегуваат, без разлика дали на своја или на туѓа сметка. И веднаш ке ви кажат дека нивното село станало познато по Цацко Конопишки, иако тој, како што велат тие, никогаш не стапнал во него. Бубо Каров е градско дете, додаваат, роден кавадарчанец, а ние едва и чекаме да го посети нашето село, барем колку да ни каже некоја шега. Конопиште денес е седиште на најголемата општина во државата. Пред 40 години селото броело 115 куќи со околу 500 жители. Денес бројот на куќите е ист, но бројот на жителите се намалил само на 50. Како и другите македонски села, така и ова се испразнило во годините на повојната индустриализација. Луѓето тука од секогаш се занимавале со сточарство, пред се со одгледување овци и кози. И денес може да се видат големи стада како пасат на падините на Кожув, меѓутоа нивниот број е намален за неколку илјади. Нивите за обработка се наоѓале по течението на реката Бошавица и во нив се одгледувале разни житни и градинарски култури. Селото е карактеристично по многуте оревови дрвја кои ги има насекаде, но и по досадните муви од кои нема спас. Според легендата, многу одамна, оваа населба се викала Врбник, а денешното име го добила поради одгледувањето коноп за време на турското владење. Етнолошките истражувања покажаа дека првите жители на оваа населба биле македонски сточари од Меглен. Тие, откако заминале во потрага по нови пасишта, го препуштиле селото на денешните жители. Како спомен од тие години, останала само кулата, која се наоѓа на највисокото место во селото. Во неа престојувал бегот кога доаѓал да го собере данокот од своите поданици. Тогаш гласникот со викање ги собирал даночните обврзници да го донесат 10-тиот дел од произведеното и да го остават пред кулата. Конопиште се наоѓа во етничката подпределска целина Бошава. Жителите во него се староседелци, освен 10 семејства кои се доселиле од Егејска Македонија уште пред Првата светска војна. Тие и денес одржуваат роднински врски со своите фамилии кои живеат во Соботско, иако помалку им се лутат што дозволиле да се одродат и што не ги научиле децата да го зборуваат мајчиниот јазик. Конопиште е поделено на две маала – Горно и Долно. Во Горно маало се наоѓа црквата Свети Стефан, која била изградена во 1880 година. Неа ја изградиле тројца браќа, кои над влезот запишале дека се мајстори од славното Крушево. Најстарите жители се сеќаваат дека на крушевчаните им било платено со 9 кесиња злато за нивната работа. Интересно за оваа црква е тоа што на јужниот зид се насликани народни и религиски представи за задгробниот живот на луѓето грешници. Тие постојано ги предупредувале селаните за тоа што ги чека во пеколот ако не ги почитуваат 10 Божји заповеди, односно доколку живеат неморален живот. Убаво се насликани представите за прататкото Аврам и неговите синови.
За жал, овој духовен храм се наоѓа во многу тешка состојба и потребна е итна стручна интервенција, особено на таванот. Црквата во Долно Маало се уште е во изградба, односно не е фреско живописана, но, како што велат селаните, незините темели се од римско време и се постари од тие на Свети Стефан. Се наоѓа на едно ридче над селото и е посветена на Свети Атанас. Од сите ќе слушнете дека ова место од секогаш било свето и дека тука доаѓале жените кои не можеле да имаат деца. Тие 3 пати кружеле околу големиот камен, а потоа го дарувале со пари и облека и на него палеле свеќи. За историјата на ова свето место и за изградбата на оваа црква ќе ни раскаже Васко Најдов, секретар на црковниот одбор. Јас сум Најдов Васко, по потекло од Конопиште. Работам тука, во село. Сега се наоѓаме на местото викано Свети Атанас. Ова тука што се наоѓаме е каменот. Сега пред 1,5 месец ја изградиме црквата. И имаме организирано и црковен одбор, јас сум секретар на црковниот одбор. Пролетта газдата на црквата се вика Вангел, по потекло е неготинец, живее во Данска, во Копенхаген. Му иде насон да го направи каменот. И пролетта дојде, се организиравме многу мачно, ама ете со помош на Свети Атанас го направивме. Во завршна фаза е црквичето. Уште фините работи да се обават и така. Луѓето кои немаат деца, уште порано, во старо време иделе тука, за да си најдат себап. Има доста што доаѓаат тука, луѓе, синураат аманет и човекот, газдата поточно Вангел, го одредил Господ, за да му помага на тие луѓе. Кога му иде насон во Копенхаген, му иде да го направи каменот. Тој, чудо невиден, вознемирен, иде тука во Конопиште и го наоѓа дедоколу, тој е најстариот човек во селото, има околу 90 години, го питува за кој камен се работи збор. Тој дедоколу го носи на ова место, му кажува ова е каменот. И ние почнавме. Не знаеме што да правиме. Како прво ги свадивме сите камења што беа околу него, го оставивме само овој. И за да не го врне, го покривме. Откога че го покривме каменот, сонот му беше да му гледа на луѓето, да му помага на луѓето. Светецот му вика, кога ќе го направиш каменот, ќе му помагаш на луѓето кои немаат деца. И он му вика, како вика, јас ќе му помагам на луѓето, знам, вика, за 2 други работи, за таа не знам. И вика, замина. Откога го направивме, го покривме каменот, му иде насон, што треба да прави. И сега он, луѓето кои што немаат деца, ќе дојдат тука, тука, пред врата ќе застанат и ги питува, за што се дојдени. Ако се за таа работа дојдени, се остава тука дарче на каменот и по една блуза од машкото и од женското. Дарчето може сами они да си го одберат, да биде текстил, пари не треба, за здравје, ако сакат се запалат свечат, се помолат и утре дарчињата ќе преночеваат тука, утре он му кажува што ќе стане со работа, дали ќе имаат деца, дали ќе немаат и за колку време и какви ќе имаат. А пролетта во мајот, кога си дојде еден брачен пар, исто од Данска. Машко и женско. По некоја роднинска врска негова се помолеа тука и резултатот беше супер. После 1 месец женската забременува и за поклон си зарекла џемовите и вратата на црквичето ги купи она. Има доста луѓе оваа година дојдоа, па за наесен, за напролет ќе видиме, успехот сам по себе ќе си дојде. За црквата Свети Атанас директно е поврзана и лековитата вода од кладенецот во местноста Поројот, што се наоѓа на околу 300 метри од неа.
Кога го посетивме, тој беше пресушен. Меѓутоа, луѓето од црковниот одбор не информираа дека планираат да го возобноват. За испреплетеноста на христијанската и народната религија кај македонците зборува и податокот дека истите луѓе што изградиле црквата Свети Атанас планираат да го возобноват и самовилскиот кладенец со самовилската вода што се наоѓа на ридот Пешта. Преданијата за населувањето на Конопиште говорат дека првите жители биле припадници на две различни македонски племиња. Едното од нив живеело во местноста Свети Илија, а другото во една пештера лоцирана веднаш над Лисечка река. Понатаму, преданието вели дека жените на жителите на пештерата во определени денови кружеле, односно се протнувале низ отворот на двете исправени карпи, со цел нивните деца да бидат посилни и похрабри во борбата со разните освојувачи. При посетата на местото Свети Илија забележавме едно длабоко камено корито, за кое селаните велат дека потекнува уште од римско време. Во негова близина неколку пати наидовме на остатоци од сувот зид. Подоцна бевме информирани дека некој археолог од Ресен истражувал на ова место и при тоа открил неколку плочи со латински надписи. Според селаните, тука некогаш имало црква посветена на Свети Илија, а околу неа живееле нивните предци. Конопиште има богата, но и тажна историја. Многу војски и владетели се менувале низ вековите. Младите се срекни што живеат во независна Македонија, а старците се уште жалат по времето на маршалот Тито или по стариот, како што нагалено го викаат тие. Дедо Васил Донов ја знае целата историја напамет. Јас сум роден 1920 година, 14 февруар, во тоа село Конопиште, и тука живеам, и тука до крајно мислам и да умрам у Конопиште. И да ви кажа, за време стари турци кои држале 3,5 века нашите тука, таму била кулата една, се гледа кај на куќата, како тепале за комиците нашите и тепале и ќе го развалкат наму и не ќе кидат од дома, ќе го земат па кожа, ќе го обличуват, па и малтартират. После за колку време таму селото не го знам од колку години е зачинето баш точно, ама најстаро село тука овие крај го знам, јас ќе живеам 80 и одгора години и го знам до крајно тука како се вика, и селото се викало Првник во првото време. Врбник селото се викало некој, Врбник. После Врбница го прекрстувале, поно се населиле некои сточари тука од негде што биле по каква националност, они го заселиле селото и се јале конопка, наке некој коноп. И по тоа што на конопот и селото го произведиле Конопиште и се устанало името на Конопиште. И тие се изгубили тука, после наши се населјале од колку време тука луѓе наши по некои и селото се зачинило и беше кај 115 куќи вдја. И јаки фамилии имаше, големи живеа, земјоделие, сточарство, се произведуваше, човеците живеа убаво и здрави луѓе. Ако лежеа надвор по полите со стока и дома не лежеа на кревети убави на душети, него на рогозини плетени, си постилаа врнјалишта, ние си живеа и народот беше највесел, најздрав овдеа. И дома имаше на културата, овдеа навечер на играњки, филмови се продаваа убави, живееме. Ама онова првото време од Турчинот не живеале нашите. После Добрин, ако се го случале од Ватеша, Добри Даскалов, он бил као војвода на комините и бегот бил му и Медвек тука и му отишле една вечер комите и му рекле ти или стегни да не и тепаш нашите луѓа или ќе те кренемо тие со сема култа на војводата, на неа бегот му рекол Добрин. И после истегна он дал некоја премире, младотурци, старотурци, не знам шо и не те пара многу после тоа. А и после 12 или 13 година они кога уступиле тоа, па Стара Србија идеше Кралска Југославија. Па тоги джендари, винанци овдеа на тепа, глава не дева да кренме. Радикалија не беше демократијата, они викаат демократија на маше.
После која година беше, па они се збунија србите меѓу себе, имаше Игнат Стефановиќ и он беше србин, а он па доби Демократската партија, тој беше демократија, изтера Финансовиќ Вендари, тука ако беа не избрка по граница нам по кожу, тоа ги преживеаме некое време добро. Оде 41 година бугарите дојдоа овде, па бугарите дојдоа и германци, па они кога закоскаа бугарите овде, партизанти излева и наши они ваќа и тепа и нашите од них, па кои што ваќа и уните, па ама и они многу народ уништија. После успеја Титовата војска, на Тито армијата, се раскурча тука и Бугарија и се друго, и па тие толку години колку живеаме, да му алаф и коските да му се ерли, па не смееше никој да кекне. Се јавел некој настран да украде, каја сега нас ни дават страните инвестиции, нашите министри што се овладат на Македонија и крадат, се прават вили по Охрид, по секан друго, и нашите сиромаштија овде. Сега вие крај, најјак крај беше го викаа мало Скопје во овде. И земјоделишто, царство, се имаш. И па Тито од кај напушти, па еве нашата македонска влада ступи. Додека Чиро Глигоре беше кое време добро беше. Го урнаа Чиро, му се смеа на Чиро, плачко бил, додека докараа нашите сега ветеран, докара за никаде не докараа Македонија. Само рачунаме сега, ќе вадиш виза, ќе вадиш пашапорт, не можеш да идиш кој има у Србија некој или таму, илам ќе те претресува теги, а отито с личната карта иди сакаш кој зна каде, никој не те бркаша, не викаш. И Тито не да баше да викаме ние господине, а сега нашите, а окренаа каја стара Југославија, обичен војник, еден господине овде ќе врви, ти ќе му викаш господине. Ние не видуваме тога убавина у Титовото време, што видуваме убавин, така изгубиме и така не сме слободни сега никој пат, што живееме така и селото се испусти од тия работи. Избега, му юрна предпријатијата наши што беа порно, од Тито градени овде се, и останаа наши луѓе без работа. И сега се без работа. Луѓе имат кај вас млади студенти да учат. Сега ако имаш рушвет да даеш, професорите ќе те примнат. Ако немаш рушвет да даеш, и ако се учен има да стоиш по крајот и да му се пулиш. И покрај тешкиот живот на село, во Конопиште владеја оптимизам и верба дека луѓето еден ден повторно ќе се вратат назад. Пред 2 месеци во селото е отворен погон за производство на минерална вода, каде што се вработиле 20 локални жители. Тие велат дека нивните куќи нема да се запустат, бидејќи им е обезбедена каква таква екзистенција. Покрај оваа фабрика во се наоѓа и Центарот за борба против зависности Нарконон, што на некој начин може да се протолкува како некаква инвестиција. Сепак, најголем оптимист од сите е Богдан Јанчев, кој пред неколку месеци се вратил во родното село, со цел да ја обнови сточарската традиција на своите предци и да ја отвори првата приватна сточарска фарма во овој крај. За да ја оствари својата намера, тој бара државата да му ја даде на користење празната касарна што е во нејзина сопственост. Како дете имав интерес да се занимавам со сточарство, меѓутоа не наидов на разбирање кај стариот, кај татко ми, и од тогаш мина доста време, отидов на занаето кавадарци. Работев и како електричар и како зидар и при крајот работев на изведба на купатила приватно. Меѓутоа конкуренцијата е голема у приватниот бизнис само. И на крајот, пред 3 години се одлучив да почнам да се занимавам со сточарство, односно со козарство. Затоа регистрирав и фирма и со седиште у Конопиште и поднесов барање за касарната у село Конопиште да ми се издаде под закуп на 10 години чување, одржување и закуп да користам касарната. И до ден денеска тоа барање не ми е удоволено. Произведувам машките јариња и користиме за месо и продаваме за месо. Женските оставаме за приплод, произведуваме сирење, квалитетно сирење, убаво. Козата имам сознание дека козата користи за исхрана 547 врсти на растенија. Не постои компјутер кој што би можел од толку врсти на растенија да произведе млеко и каков концентрат да се хранат
овие млечните крави, не би можело да се произведе тоа што го произведува козата. Козата е многу интересно животно и тука постојат најидеални услови за развој на козарството и за тоа се одлучив за да се занимавам со козарство. Постои голема површина која што не може на друг начин да се искористи освен за одгледување на кози и одгледување на говеда за месо. Тоа е перспективата на Конопиште покрај шумарството, водостопанството и сточарството. Тоа е што може да има перспектива и му препорачувам и на младите луѓе кои што сакат да се занимават со сточарство, да не се плашат, да дојдат, да видат како изгледа тоа. Има проблеми, меѓутоа со текот на времето тие проблеми очекувам да се решат и верувам дека се ќе биде добро у понатамошната иднина. За откупот уопште не е проблем. За откупот, за тоа што ова што сега го имам, јас не можам да задоволам фамилиарните потреби. А луѓе прашуваат, мислам дека да имам 1000 јариња би продал. Да имам и 1000 кила сирење би го продал за тоа што од поголема количина ја дневно молзев по 20 кила млеко. Од 20 кила млеко може да се направи многу квалитетно сирење. Не може да се направи од 2 кила млеко сирење па да се шува млекото денеска за утре. Меѓутоа сирењето е стварно квалитетно. Конопиште има услови за туристички развој. Покрај планинарењето, посетителите можат да уживаат и во прекрасните пејсажи по течението на Бошавица, која од изворот па до влезот во Конопиште е позната под името Стара река. Веднаш над малата хидроцентрала се наоѓа и местноста Кањата, наречена по еден вид птици кои се гнездат во карпите. Тоа зборува дека со добра рекламна кампања би можело да се искомерцијализира овој природен резерват, особено доколку се привлече вниманието на истражувачите и на љубителите на ретките видови птици. Тука се необичните форми на природата, наречени земјени пирамиди, а меѓу локалното население познати под името цуцки. Тие представуваат релјефни денудациони микроформи настанати во пат на интензивна ерозија. Поради мистичноста на самите фигури, кои најчесто подсетуваат на животни или луѓе, народот од секогаш за нив врзувал разни приказни и легенди. Сето ова богатство дава надеж дека Конопиште нема да биде избришано од географската карта на Република Македонија. Тоа е некако владата слабова, превзима мерки, тие мерки треба да ја земат убаво, да воде рачун да вија луѓето па сите да ја сакат и државата. Тога една беше командеша на Тито, не командеа 15 или 20 партија од Тарасија, на 100 партии Македонија од Тарасите.